Почитувани гледачи, како што забележувате, се наоѓам во одлично друштво овде. До мене е Вито, кој што пред неполни 3-4 дена го објави своето првенче како солист. Да, токму така, за песната Ветив, кој што веќе на YouTube има доста голем број на прегледи. На прочетокот, како си задоволен од досегашниот преглед на YouTube, токму твое ново видео парче? Па, супер е гледаноста. Оди, има добар број на прегледи, се надеваме и на поголема гледаност. Како настана ова музичко парче, кој се погрижи за музиката, за текстот? Па, вака да ги кажем сите автори, музиката е моја, значи ја напишав јас музиката, текстот е на Огнен Неделковски, аранжманот на еден познат скопски музичар Марко Деник. Како настана таа соработка помеѓу Огнен Неделковски и продуцентот? Ќе ни откриеш или? Огнен Неделковски продуцентот немаат врска, Огнен Неделковски изведувачот, значи јас и Огнен се. Тој ми се јави лично и ми кажа: Вито, сакам да напишам текст за тебе, а јас знаејќи кој е Огнен Неделковски, викам: повели мајсторе, пишувај. И готов, само за некој си 3-4 дена од како се договоривме, тој ми праќа готов текст и на тој текст јас ја правам музиката. Имаше некои насоки во делот на текстот? Да. Твој? Да. Да биде љубовен, и да биде со ведра, со срекне содржина, да има хепи енд. И како го прифати првиот пат кога слушна песната? Па прво мене ми се свигаше текстот, а потоа јас му пуштив музиката кога веќе беше готова. Тој рече: мене ми се допаѓа, можеш да снимаш. И беше работа само да бараме кој ќе биде продуцентот и кој ќе го работат аранжманот. Колку време беше потребно за да се спакува тоа како аудио парче? Па некаде, ако текстот околу Нова година, значи пола година. Значи за Една 6 песна. месеци, да? Една ветена песна се прави 6 месеци. Кој е искуството од сето тоа што течеше во текот на подготовката на оваа тема? Па вака, за да излезе така како што сакаш, тоа не е едноставно. Ке седнеш, ајде денеска пишуваме песна, ми дошле стиховите, се ми е измислил музиката, ајде и ќе го залепиме малку, сакавме да биде попрофесионално и тоа е јавување, телефони, кога дојде времето за аранжманот, ајде текстот е готов, веќе го видиш, ми се допаѓа, не ми се допаѓа, кажуваш, таму ќе сменеме, таму не ми влегува едно зборче, ќе ставиме друго, тоа по-лесно, аранжманот е подолг процес. Ќе се измисли нешто, ќе се снимаат гитари, ајде ги преслушаме, многу се гитарите долги, многу се кратки, многу се гласни, ајде да сменеме тоа, тука сакам пратечи вокали, да кажам дека и пратечите вокали се дело на Јованка Јо, колешката со која се запознавме во Никад не е касно. Значи таа ги пее бек вокалите во песната. Се направи тоа аудио парче, потоа следуваше и видеозапис. Како течеше тоа? Видеозаписот беше, мора да го кажам, Имаше ли некој понуди или? Наш Гоки. Немаше понуди, јас знаев дека тој ќе работи и се договоривме. Една недела се сликаме овде по Пробишни. Да, на две локации снимавте. Дали нешто се снимаше, а не влезе во спотот или се што снимавте се ставивте? Па горе-долу нормално дека некој има некој што ги изфрливме, нека таму не се аресувам, не е добро, сечи тоа, додај друго. Да. И тука почнавме у киното, беше во киното Рудар и тука во паркот и горе на споменикот. Значи една разгледница на нашиот град. Како си задоволен од видеозаписот? Па колку се може, направивме добро. Има и вметнат дел инсерти од филмот Казабланка, филм кој што на мене лично многу ми значи. Тоа е твоја лична идеја? Да. Инсертите од Казабланка, каде што ги има Хемфри Богарт и Ингрид Бергман, глумците што се. Да. Тоа е нешто, моја идеја да се замени нешто во сегашните спотови, што мора да има актер, некој девојче, нешто како глумци, некој да има заљубени. Ние зедовме сегменти од познат веќе стар филм. На кога ја посветуваш оваа песна? Па тоа се знае, на мојата сопруга.
Како реагира таа кога слушна прв пат? Супер, стрекна е. Семејството? Семејството одлично. Одлично, Супер. задоволен. И Бодана и дел од екипата во спотот, синот. И има уште еден кој што видовме во спотот. Да, тоа е Марио, дечкото кој е со мене веќе 3-4 години. А дали ова ќе значи дека наскоро ќе видиме некоја нова песна? Или? Па не би требало да застанеме тука. Нешто веќе има некој понуди, скоро сега ми се јавија нешто за охридски трубадури, некоја понуда, но уште не сум ја слушнал песната за каква се работи, ама ќе видиме тоа. Макве се Може. тука, близу Штип. Може, ќе видиме како ќе биде. Океј, предлагам да слушнеме, односно да го погледнеме твојот музички спот. И ти благодарам за одвоеното време што беше дел. Благодарам. Фала и на вас. Ветив дека живот ке украсиш мој. Се сетив сега дека без тебе пропаѓав. Ветив дека светот ке го види цветот што мириса до бол и што ми се допаѓа. И пред сите ветив дека нема крај, се додека си моја. Ти само танцувај, ветив ке те чувам и кога ке тува, дури и кога страв ке пози. Ветив дека душо ке ти бришам солзи, ветив се ти посветив, ветив ке те љубам и кога ме судат, ветив пред Бога и пред себе, ветив вечно ке те сакам само тебе, душо се аз победив. Јас од песни ке направам дом, од скапи рими врати, од љубовци дови. Ветив ке ти пеам, усни ке ти смеам, ке заспивам за нас под звездени ритови. Ветив ке те чувам и кога ке дува, дури и кога страв ке пози. Ветив дека душо ке ти бришам солзи, ветив се ти посветив, ветив ке те љубам и кога ме судат, ветив пред Бога и пред себе, ветив вечно ке те сакам само тебе, душо се аз победив.